Со изградбата на патот од Карбинското село Аргулица до селото Борилчево, а потоа и до општина Зрновци, се поврзуваат вкупно 15 населени места од 3 рурални општини во Брегалничкиот регион. Во моментов се гради патот во должина од над 3 километри меѓу Аргулица и Борилчево, за кој жителите на двете општини подолго време го бараат и од локалната и од централната власт. Тоа што за некои претходници беше мислено именка, денеска го конкретизираме, односно го изградивме патот село Аргулица, село Борилчево, од кој што бенефит ќе имаат сите жители на општина Карвици. Односно ќе скратуваат по 20 и повеќе километри. Жителите од општините Карвинци и Чешиново Блешево велат дека со изградбата на патната инфраструктура земјоделците сточарите ќе имаат бенефит, а исто така овој пат ќе биде и алтернативен доколку има застој на сообраќајот Штип-Кочани. Кога би се дело од Карвинци, Балван, Крупиште, Чешиново Блешево, 40 км од двата правца. Со овај пат сега што е направен, имаме само 25 км. Носителот на листата на кандидати за пратеници на ВМРО ДПМН во третата изборна единица Илија Димовски забележа дека во нивната програма се предвидени 480 милиони евра за изградба на патна инфраструктура во Источна Македонија. Предвидуваме довршување на автопатот од Скопје до Штип. Предвидуваме завршување на експресниот пат од Велес за Кадрифаково, но и изградба на експресни патишта од Ранковце до Крива Паланка, од Штип до Кочани и од Штип до Радовиш. За овие патишта се очекува на самиот почеток на 2017 година и да започнат со изградба. Димовски истакна дека во програмата се предвидени и средства за реконструкција и изградба на регионални патишта, меѓу кои Пробиштип Крупиште, Свети Николе Куманово, Македонска Каменица, Крива Паланка, како и делниците од Кочани до Делчево и Виница Берово.